Добар ден. Уште една панел дискусија на ВМРО ДПМНЕ. Темата е образование и најповеќе ќе се задржиме на инвестициите во образованието. Визави новиот ребаланс што го понуди новото парламентарно мнозинство и новата влада на Република Македонија и само наречената реформска влада, сакаме да дадеме одредени констатации што и како предлага владата во однос на ребалансот и како тоа ќе се имплементира во однос на сите образовни политики и сите образовни делови во нашиот образовен систем, како во основното, средното и високото образование. Може да се забележи една генерална оценка дека буџетот за образование со овој ребаланс се крати за над 20 милиони евра. Тоа значи поотделно или сегментирано во сите делови, почнувајќи од основно, средно па до високо образование, имаме кратење на буџетските средства. Ова е доказ дали се работи за една реформска влада која што ветуваше пред изборите одредени реформи во образованието, инвестиции во образованието и така натаму, да по само 40 на дена практицирање на власт со нов ребаланс, со правење на нов ребаланс, оди во кратење на апсолутно сите ставки во делот на образованието. Ова ни даде за поттик да на утрешната седница, фактички на Собранието на Република Македонија, која што е нова седница, ние предложиме за точка на дневен ред информација за новонастанатите состојби во образованието визави кратењето на буџетските средства во образованието. И ова не случајно, бидејќи ова кратење на буџетските средства се отсликува директно врз одредени инфраструктурни работи кои што треба да се започнат или пак некои да се завршат во делот на образовна инфраструктура. Има само неколку делови кои што мене ми се познати во на територијата на град Скопје. Пример, не се предвидени средства за училиштето Димитар Македонски во аеродром, односно во населба Лисиче, кое што веќе е само на почеток од градба. Сите подготвителни работи се завршени и се чека да се почне со градба, ситуациите по 11 декември, по изборите и неформирањето долго време на влада го отежна тој процес и не дозволува, немаше законска основа да се започне изградбата ново училиште, но сега се овозможија такви законски услови, но со новиот ребаланс на буџет гледаме кратење во тој дел на инфраструктура и се сомневаме дека ќе се започне со изградбата ново училиште, кое што е итекако потребно за граѓаните, односно за учениците од тој дел на Скопје, односно населбата Лисичи, деловите што гравитираат околу населба Лисиче, инаку тоа се ни дотраени бараки кои што апсолутно мора да бидат реконструирани или поточно да се изгради една нова, сосема нова училишна зграда. ВМРО ДПМНЕ тоа го вети, работеше на тој проект и нормално доколку формираше влада, веќе ќе беше во фаза на изградба еден таков училишен објект. Исто така во село Батинци, општина Студеничани, се предвидуваше еден сосема нов училишен објект, основно училиште. Не гледам да се предвидени средства за отпочнување на овој проект. Многу е слична ситуацијата како кај училиштето Димитар Македонски во населба Лисиче. Има и други ред проекти кои што се доведуваат во прашање. Пример, реконструкцијата на студентскиот дом Гоце Делчев, двата блока кои што останаа за реконструирање и кои што доколку ВМРО ДПМНЕ формираше влада, сигурно дека ќе беа реконструирани. Сега не гледам предвидени средства за продолжување на таа реконструкција која што значително ги измени условите за живот, за работење, за учење, за творење на студентите кои што живеат во студентскиот дом Гоце Делчев, во оние два блока кои што веќе владите на ВМРО ДПМНЕ ги реконструира и веќе во нив студентите работат, учат и творат нормално во соодветни услови какви што и прилегаат на една студентска популација. Ги повикуваме, надлежните во Министерството за образование и на утрешната седница, но и понатака во дебатата да видиме дали и зошто не се предвидени средства за овие реконструкции. Исто така се доведува во прашање, што е многу симптоматично, бидејќи министерката доаѓа од високото образование, стопирањето на изградбата на двата објекти од Државниот универзитет Свети Кирил и Методи, тоа за факултетот Финки и факултетот за физичка култура, кои што се во атарот на ректоратот. Исклучително битен проект или битни проекти кои што
во голема мера ќе го решат просторниот проблем кој што ги имаше, кој што ги има овие два факултета. Јас верувам дека ќе наидеме на сериозно разбирање кај надлежните во министерството, па дури кај владата на Република Македонија, и дека се тоа е само еден погрешен потек или можеби лош ден, како што сака нашиот народ да каже, на и министерката, и министерството, и на владата во целост, дека направија една погрешна проценка и дека ова се навистина приоритети во действувањето, односно во извршувањето на секојдневните потреби и на учениците, и на студентите, и нормално на наставниот кадар и во основното образование, и во високото образование. Да не зборувам за одредени точки кои што беа, односно ставки кои што беа предвидени за реконструкција на многу и други основни училишта, средни училишта, студентски домови, ученички домови и така натаму. Сето тоа се крати. Значи, да повторам уште еднаш и да потенцирам. Над 20 милиони евра со овој ребаланс се кратат од инвестиции, односно од средства предвидени за образованието како сегмент во општественото живење во Република Македонија. Никогаш ВМРО ДПМН при секој ребаланс не крател средства за образование. Можеби со одредени ребаланси некаде и нешто се скратило, но во делот на образование и во инвестиции во образованието, ВМРО ДПМН кога практицирало власт, кога имало можност да прави буџет, да прави ребаланс на буџет, не крател средства од образованието и од таа сфера на македонското општество, да кажем. Исто така е многу симптоматично, гледајќи ги ставовите и на министерката, и на соодветните структури кои што го фаќаат тој дел од новото парламентарно мнозинство, образование и се околу образование, во делот на имплементацијата на Кембридж наставните планови, програми и учебници во средното образование, тој процес сега малце ретерираат од своите првични ставови, бидејќи видат дека не идува на сериозен отпор кај пошироката јавност, онак што е засегната со овој дел на образовни процеси и реформи кои што се спроведуваа овие години во Република Македонија, кога ВМРО ДПМН ја практицираше власта, и ретерираа во однос дека да, добар е Кембриджот како наставни планови и програми, и учебници морам да потенцирам, но еве ние сега ќе го стопираме незината имплементација во средното образование, зашто имало одредени процедурални грешки во печатање на учебници, набавка на некои учебници и така натам, колку што можев да ја разберам министерката во она дебата со екс-министерот од редовите на ВМРО ДПМН господин Спиро Ристовски, и тоа е главната причина да нема оваа година нашите ученици во средното образование да ги користат овие наставни планови, програми и учебници. Значи немаме апсолутно релевантен аргумент кој што држи за да овие наставни планови и програми, светски признати, светски применливи во многу образовни системи и во Европа и во светот, високо развиени, ги користат и нема апсолутно, ќе повторам уште еднаш, никаква причина и релевантен аргумент да се стопираат во имплементацијата во нашето средно образование. Јас се надевам до септември, имаме уште речиси месец и половина, ќе ретерираат уште еднаш и од овој став, и дека од 1 септември нашите ученици во средно образование ќе ги користат овие Кембридж наставни планови, програми и учебници, и да се надобразам на уште еден аргумент, е факт кој што не го спомнува никој и во владата и во ресорното министерство, дека се прави навистина една голема грешка и во однос на континуитетот на образовниот систем, за особено овие ученици кои што сега го завршуваат 9-то одделение и се вклучуваат во средното образование. Зошто? Затоа што тие ученици и математика и природни науки ги учеа по овие наставни планови, програми Кембридж и по учебниците од Кембридж образовниот провайдер. Навистина е спомене еден сериозен пропуст, кој што пропуст е на некој начин политички мотивиран, нема апсолутно никакви стручни, релевантни аргументи за една ваква постапка. И ако укинувањето на екстерното оценување го тие дефинираат како реформа, укинувањето на Кембридж програмата или стопирањето пак реформа, укинувањето на средствата буџетски за развој и на средното, и на основното, и на високото образование пак реформа. Јас не знам, и веројатно нашиот политички опонент има
проблем во дефинирањето на она што е реформа, а што е антиреформа. Еве граѓаните сами нека проценат што е тоа реформа, а што е антиреформа. Дали е реформа она што го правеше и во кој правец се движеше владата на ВМРО ДПМН и ресорното министерство кога раководни кадри таму беа од редовите на ВМРО ДПМН, а тоа е изградба на нови училишта, реконструирање на веќе постоечките училишта, изградба на нови спортски сали, реконструирање на студентските домови. Во напредна фаза беа и проектите за изградба на нови студентски домови после можеби пола век во Република Македонија. Се на се, значи, нека граѓаните, јас ги повикувам да дадат свој суд дали тоа беше реформа или е ова реформа која што може да се дефинира со 2-3 збора, тоа е укини, стопирај, прекини и така натаму и така натаму. Да не должам многу, значи